Граđanът Митревски Јован има збор. Благодарам, почитувани граđани, почитувани колеги. Со ова измена и дополнување на Законот за буџетите предлагаме решение со кое ќе се овозможи да се создадат законски услови за подобрување на фискалната транспарентност, односно да се регулира процесот како владата да го подобри управувањето и транспарентноста на јавните финансии. Ова го правиме од две причини. Првата е она што како опозиција перманентно ја наведуваме како сериозна забелешка во владењето на оваа политичка гарнитура, а тоа е дека транспарентноста на планирањето и трошењето на буџетските, односно народните пари, е на ниско ниво, односно дека потенцијалната закана од недостаток на силен систем на отчетност во Република Македонија представува пречка да ги постигнеме нашите цели за развој, што се од суштинска важност. Втората причина произлегува од она што е наведено во извештајот на Европската комисија, поточно во препораките 1, 2 и 3 од програмата за економски реформи. Ќе го цитирам тоа што го пишува таму. Да се подобри управувањето со јавните финансии, придржувајќи се ригорозно до 2015-2017 средорочни фискални цели, наведени во програмата за економски реформи, и да се консолидира неравномерната распределба со цел во 2017 да се биде на вистинскиот пат кон таргетираниот буџетски дефицит од 2,9% од бруто домашниот производ. Конкретно, со овој предлог закон предлагам измени на член 16 став 2 од постојниот закон, со тоа што се дефинира дека фискалната стратегија се разгледува од страна на владата на Република Македонија и се доставува на усвојување, односно да ја усвојува Собранието на Република Македонија. Значи, ако досега или со постојното законско решение е предвидено дека фискалната стратегија ја донесува владата на предлог на Министерството за финансии, со ова предлагаме владата да ја разгледа, да ја предложи на Собранието, а Собранието да ја усвои. Со овие измени ќе се зголеми контролата на Собранието над трошењето на јавните средства и работењето на владата. Ќе се зајакне фискалната дисциплина по однос на прибирањето на приходите и трошењето на јавните финансии и ќе се обезбеди придржување на владата до стапката на буџетски дефицит која е проектирана во фискалната стратегија. Фискалната стратегија која се носи на 3-годишен период, како што кажува името, е стратешки документ и факт е, односно самиот термин стратегија подразбира извесен степен на флексибилност во зависност од општите услови на домашната економија, но и уште повеќе од условите во опкружувањето ако економијата е мала, односно ако економијата е како нашата македонска. Фискалната стратегија дава рамка на буџетската политика, дава рамка на политиката на јавниот долг во последователните 3 години и таа рамка се менува зависно од обкружувањата, информациите, сознанијата за условите во европската и светската економија, инвестициите во домашната економија, како и сите други фактори кои што може да предизвикаат промена на параметрите на фискалната стратегија. Иако логиката вели дека прво се поставува целта, па се прави стратегија како таа цел да се постигне, па се прилагодуваат политиките за да се реализира стратегијата, за да се постигне целта. Сепак јас би се согласил дека кога станува збор за фискална стратегија на една држава, или во конкретниот случај за фискалната стратегија на Република Македонија, на Македонија како мала економија, може да дојде до промена на незините параметри, односно до промена на стратегијата. Но исто така, јас не гледам проблем дека фискалната стратегија може да се носи во Собранието, туку мислам дека е добро, па овде да дебатираме, да даваме мислења и да ги слушнеме причините поради кои треба параметрите на таа стратегија да се променат. Овде да ги видиме причините кои ќе ги образложи министерот за финансии, па да донесеме одлука дали променетите параметри треба да се прифатат или не. Еве конкретно. Ако ги разгледаме фискалните стратегии од претходните неколку години, вклучувајќи ја и најновата за периодот од 2016-2018 година,
ќе видиме дека владата не се придржува до проектираните буџетски дефицити. Например, во 2012 во фискалната стратегија предвиден е буџетски дефицит од 2,5% од бруто домашниот производ, додека на крајот на годината остварен е дефицит од 3,8%. Со фискалната стратегија за периодот 2011-2013 година, во 2013 владата предвидела дефицит од 1,9%, остварен е дефицит од 3,8% или дупло повеќе. Во 2014 во фискалната стратегија предвиден е дефицит од 3,5%, на крајот на 2014 тој изнесува 4,2%. Зошто ние, како пратеници, да не знаеме зошто дефицитот е во оваа година дуплиран? Зошто да не знаеме кои се причините поради кои параметрите се променуваат, па ако тие се оправдани, тогаш и да ги прифатиме и да ги усвоиме во ова собрание. Еве што пише во последните 3 фискални стратегии. Во стратегијата од 2014 стои дека буџетскиот дефицит во 2016 ќе биде околу 260 милиони евра. Во стратегијата од 2015 пишува дека дефицитот во 2016 ќе биде 310 милиони евра. Во стратегијата последна пишува дека тој ќе биде околу 320 милиони евра, или тој е буџетскиот дефицит кој што го изгласавте со носењето на буџетот за 2016 година. Се овдека се постава прашањето: која е причината за само една година да се зголеми таргетираниот буџетски дефицит од цели 50 милиони евра? Сите овие отстапувања од проектираниот буџетски дефицит во фискалната стратегија која ја донесува владата во суштина укажува на нови задолжувања, укажува на зголемување на висината на јавниот долг. Само во овие 3 години јавниот долг е зголемен за цели 300 милиони евра. Со самото тоа што нема придржување до таргетите на буџетскиот дефицит, нема придржување ниту до нивото на јавниот долг. Имено, владата во фискалната стратегија проектирала дека државниот долг во 2012 година ќе изнесува 28%, ама истиот изнесувал 33,7% или зголемен за околу 410 милиони евра. Факт е дека со секоја наредна стратегија која носи владата се предвидува континуиран раст на нивото на јавен долг на државата. Со фискалната стратегија за 2015-2017 година предвидено е дека во 2017 јавниот долг ќе изнесува 50%, последна година со фискалната стратегија за периодот 2016-2018 дека тој ќе биде 51,3%. Значи за само една година има зголемување од 1,3%. Според податоците од Министерството за финансии, јавниот долг во третиот квартал од 2015 година изнесува 43,9%. Сега, ако направиме пресметка, или ако ја погледнеме последната фискална стратегија за периодот 2016-2018, таму пишува дека јавниот долг во 2018 година треба да изнесува 52,4%. Што значи тоа? Што значи во 2015 трет квартал да изнесува 43,9%, а во 2018 52,4%. Нажалост, тоа значи дека во наредните 3 години, 2016, 2017 и 2018 година, се предвидува јавниот долг да се зголеми за околу 1 милиарда евра. Дали 1 милиарда евра е многу или малку, мислам дека треба да се разговара и да се даде мислење или зелено светло во ова собрание. Во фискалната стратегија од 2014 го пишува следно, цитирам: утврдените основни постулати на фискалната политика во наредниот период обезбедуваат постепено намалување на нивото на дефицитот и негово позиционирање на оптимално ниво од 2,6% од бруто домашниот производ во 2016 година. Со буџетот за 2016 година, за кој дискутиравме, тој изнесува 3,2%. Значи, фискална стратегија со 2,6%, носиме буџет со 3,2%. На крајот уште една споредба, поточно констатација: во последните 2 фискални стратегии се забележува промена во структурата на финансирањето на дефицитот, односно се забележува зголемување на домашното финансирање во однос на странското, и овдека легитимно се поставува неколку прашања.
Прво, дали со задолжувањата на домашниот пазар или дали целта е со редовна застапеност на државните харти од вредност ќе се овозможи поефикасно финансирање на буџетските потреби. Дали со задолжувањето на домашен пазар државата, што го прави нормално, дали ќе трпат приватните фирми или физичките лица, односно дали тие ќе добијат повисоки каматни стапки. Затоа бараме усвојување на овој закон, односно фискалната стратегија да се носи во собранието на Република Македонија. Благодарам.